Јас се викам Емран Кантуровски, имам 20 години, живеам во Прилеп. Бидејќи, како што ми кажа по старите, јас сум дома роден. Во тоа време немаа толку финанси, едно друго, и затоа не ме заведе. Имат застанато полиција, битола кога бевме напад, му извадев ова, ми викаш лична карта, ти да не си мигрант, ми вели мене. Јас му велам, не, господине, таа ми е личната карта. Не ти е згодно да зборуваш, срам ти е. Овие документи, овие не се документи, овие како зомба да си некоја пријавена, така сам. Имам комбинат пробанот, не ме примат. Ми викаат, ова не знам што лична карта е, не може со ова. Дој си ми исправна лична карта како и сите што има други. Јас му реков немам. И тоа беше. Кога се очекуваше нели дека нивните проблеми ќе бидат решени, повторно наидовме на пречка, на застој. Суштината на носењето на самиот закон беше на лицето да им се овозможи да ги остварат нивните права. Ако тие не можат да ги остварат нивните права, излегува дека џабе постои законот и џабе ја имаме посебната евиденција, бидејќи само ги имаме на хартија тие посебни исправи кои што не служат за ништо. Потребно е, значи, уште пред самото донесување на овие законски решенија, потребно е да се направи еден план како и другите чинители во општеството, другите органи на извршната власт, значи другите министерства, како ќе го имплементираат тој закон, како овие луѓе ќе ги вклучат. Значи процесот треба да биде осмислен од самото идентификување на лицата на терен до нивното вклучување во системите за здравствена, социјална заштита, образование и така натаму. Не може ние само решението да го гледаме половично, да им дадеме посебни документи и тие нека имаат документи и толку, па понатаму ќе мислиме после 2-3 години. Моите желби се да си имам подобри документи, да можам да си се вработам, да си го живеам животот како што треба. Како и сите, така и јас.